актерката Анџелина Џоли ги острани двете гради како превентива од добивање канцер, откако и бил откриен ген од нејзината мајка, која од тоа починала. Реакциите беа бурни, но колку генетиката е фактор и за овој и за други видови канцер, но и колку се откриваат кај нас наследни болести, во подкастот Зошто разговараме со професорот по генетика доктор Тодор Арсов. Добре дојде. Добро најдов, фала на поканата. Во овој розов октомври, нели така го нарекуваме, едно од прашањата е дали канцерот на дојка е генетска болест, дали е наследна. Вака, прво овој розов октомври, јас не сум точно сигурен дали е розов заради розевата боја што символизира женско здравје, оваа болест канцер на дојка конкретно е претежно, да речам го зафаќа женскиот пол, меѓутоа сепак во воведот веднаш да кажам дека не е исклучиво женска болест, дека и определен број мажи, значително поретко, но сепак и мажи заболуваат од канцер на дојка. Дали канцерот е генетска болест? Одговорот е да, тоа е генетска болест, значи за да се развие канцер кај еден човек, потребно е во определено ткиво, во определена клетка, да се случат голем број на генетски промени, кои што ќе доведат до тоа да се поремети, велиме, клеточниот циклус, нормалното размножување и функционирање на клетката, да почне таа неконтролирано да се размножува и да расте и потенцијално да почне и да ја губи својата врска со примарното ткиво, односно да почне да се оддалечува од примарното место, да дава, да кажеме, метастази. Така што сигурно е дека канцерот е генетска болест, но тоа не значи дека е и наследна болест. Ние овие два збора ги имаме обично како синоними во општата популација, во општиот говор. Значи, ние целата генетика која што ја имаме, ја наследуваме од родителите, меѓутоа во нашето тело во текот на времето се случуваат и генетски промени кои што не се наследени. Сега, дали канцерот е генетска болест но дали е наследна болест? Одговорот на тоа прашање е малку покомплексен и во овој момент би рекол дека би можела, односно може да биде, и ако тогаш зборуваме за така наречени наследни канцер синдроми. Воглавно канцерот не е наследна болест, значи велиме дека можеби околу 90%, можеби и малку повеќе од канцерот се спорадични форми на канцер кои што се јавуваат кај еден човек, ништо не е наследено од родителите, ништо не се пренесува во смисол на наследна склоност за канцер на потомството, меѓутоа тие ретки околу 5% од случаите се всушност наследни форми каде што нешто наследуваме. Како Ангелина Џоли, да кажеме. Јас спомнав Анџелина Џоли, таа пред да се реши на овој радикален чекор, направила испитување и таму било откриено дека има 87% шанси да заболи од тоа. Значи е можно да се предвиди генетски да се предвиди дали некој би можел тоа да му се случи од оние 5% нели на можност. Значи кога зборуваме за случајот на Ангелина Џоли, тоа е случај точно на наследен канцер синдром, каде што спаѓа во овие 5% конкретно од канцер на дојка. Тоа што ја води Ангелина и пациентите како неа на тестирање генетско, со цел да се утврди дали нешто се наследува во семејството, е семејната историја најчесто. Значи, вообичаено, кај наследните канцер синдроми нема да има само еден случај на канцер на дојка во семејството, туку ќе има повеќе, ќе има во повеќе генерации, вообичаена некоја возраст која што ја имаме како арбитрарна граница, но ја користиме е 50 години, обично канцер што се јавува на дојка под 50 години е по-сомнителен, да речеме, за наследен канцер, во однос на канцер, например, што ќе се јави на 75 и така натаму. Така што ако во едно семејство, како во семејството на Ангелина, има повеќе од една жена, да кажеме, со канцер на дојка, ако има билатерален двостран канцер на дојка, еве сега ги кажувам критериумите кои што би не навеле да тестираме, ако еден повеќе случаи се под 50 годишна возраст, ако има маж со канцер на дојка, значи машки роднина, не ги броиме само женските роднини, и особено воколку има канцер на јајник, канцер на овариум. Значи ние кога зборуваме за канцер на дојка, да, обично ова го гледаме во изолација, но и во семејството на Ангелина, мислам дека бабата е почината од канцер на јајник. Така да воколку има
повеќе од овие критериуми одеднаш, тоа не наведува да мислиме дека може би се работи за наследен канцер синдром, и тогаш тестираме за еден од гените кои што знаеме дека може да се наследува и да ја зголемува значително веројатноста во текот на животот да се јави канцер. Например, секоја жена има ризик од околу 1 од 10 во текот на животот да добие канцер на дојка. Значи, велиме, ризикот е околу 10% во текот на животот. Меѓутоа, ако жена наследи генетска промена во еден од овие гени, најмногу знаеме за гените BRCA1 и BRCA2, тогаш ризикот се зголемува значително. Например, сега тоа малку зависи од точно од самата генетска промена, но би бил околу 60-70-75% од прилика, значи значително повисок во споредба со општата популација, можеби 6 до 8 пати. Значи е дека важно. Дали правите некои испитувања или сте правеле во Македонија самиот или со тим, дали како поднебје имаме болести кои се типични или кои се наследни, кои ги носиме во геномот сега, е тешко да се ограничи толку луѓе на еден простор. Видете, ова прашање што го поставувате е многу интересно, бидејќи е еден од фундаментите, принципите во кои што работи генетиката, бидејќи историски погледнато луѓето имале тенденција да живеат таму каде што живееле, не сме патувале, да речеме, и не се мешале во околу популациите и луѓето, така што кога определена генетска промена се случува во определен регион, особено ако има и некои други дополнителни фактори во дадениот регион, може честотата на таа болест значително да се зголеми. Така што сега конкретно за нас, кога кажеме нас како Македонија, не сум сигурен дека има нешто такво, меѓутоа ние припаѓаме на овој базен, да кажеме, околу медитерански, каде што има определени наследни болести, кои што се почести во однос на останатојот дел од светот. Например, еден пример би биле хемоглобинопатиите, тоа се болести кои што ја засегнуваат структурата и функцијата на хемоглобинот во црвените крвни клетки. Тоа е ова молекула која што го разнесува кислородот низ телото и се манифестира како анемија од различен вид и различен степен. И да кажеме, точно околу ова болест и тестирањето на овие генетски промени кои што се почести во околу медитеранскиот регион и некои специфични во нашиот регион, е всушност своевремено и основана и почнала да работи лабораторијата за молекуларна диагностика, например, при Македонската академија на науки и уметности, која што и до ден денес доминантна, да кажеме, диагностичка и истражувачка лабораторија во оваа област, во нашата земја, а можем да кажем и пошироко. Значи тоа е едно болест. Еден пример, да. Инаку да, знаеме дека голем број на болести имаат географска дистрибуција. Например, се почести во определени региони, поредки во други региони. Еве, например, друг класичен пример што го подучуваме со студентите по медицина, да кажеме, е примерот со српестата анемија, која што е, да речеме, многу честа во региони каде што има маларија. Зошто? Бидејќи луѓето што се носители за српеста анемија, значи нешто ќе ја добијат оваа болест, туку кои што се носители само на променетиот ген, се заштитени од маларија во известна смисла, така што таа била взаимната игра на индивидуалната генетика и надворешната средина во случајов патоген, на кој што луѓето што се носители имале заштита, што ја подигнало честотата всушност на болеста во определен географски регион. И ако ја гледаме честотата на српеста анемија, таа на картата речиси сосема се поклопува со честотата на болеста маларија, да кажеме. Познат се по случајот каде што со тип научници во Австралија успеавте да докажете дека жена обвинета за убиство на своите 4 деца всушност е невина, бидејќи тие починале од наследна болест. Дали после овој случај имаше други вакви случаи каде што се докажа такво нешто? Случајот во Австралија е вистина еден од тие така знаменити случаи што се кажува на англиски landmark случаи, кои што засвете светилка врз еден проблем кој што постои во правосудните системи, нивната пракса, не само во Австралија, туку и околу светот. А тоа е ова прашање на така наречените мајки
убијци или мајки, да не кажам родители, но најчесто е прстот насочен кон мајката, кои што на некој начин ги можеби злоупотребуваат децата во барајќи медицински истражувања или измислувајќи медицински болести, за да добијат внимание, да кажеме, од здравствениот систем и така натаму. Ние, јас и колегите кои што имаме сега една вака се уште неформална група кои што сме се зафатиле со оваа проблематика, да кажеме, на примената на генетските тестови во судската практика, особено во оваа област, кога се работи за некакви нејасни болести или смртни исходи кај деца, сме всушност вчуденевидени колку многу случаи има на планетава, да кажеме, во разни земји, каде што се водат вакви случаи. Сме биле вклучени во неколку, еден во Канада, еден во тука соседна Грција, нешто се интересирале из уште еден случај во Австралија, меѓутоа тие се постапки кои што се во тек и мислам дека се уште нема некој... Тој тим на лекари, освен вие кои влегува таму и од каде се тие професори? Предпоставувам, научници. Да. Од кои земји? Па видете, ние сите бевме во моментот кога се случуваше судењето на Катлин, односно преразгледувањето на случајот на Катлин Фолбек, бевме во Австралија и сме австралијанци. Професорката Карола Винуеса е родена шпанка, меѓутоа, еве сега, значителен дел од животот помина во Австралија. Професорот Матју Кук е роден австралијанец, тој е во Австралија, јас еве како македонец австралијанец, ама интересно, по случајот во наредната година сите се преселивме во Европа, професорката и професорот се во Англија, живеат во Лондон во моментов, еве јас сум во Македонија, така што повторно сме блиску и продолжуваме да работиме. Еве следната година во април-мај планираме мини симпозиум во Лондон кој што ќе биде насочен на оваа тема во Институтот Франсис Крик. Да, за каква болест се работи и кај овие дечиња во Австралија и кај случаите еве во Грција, да спомнати и другите? Видете, за каква болест се работи е прашањето. Всушност прашањето е за каква болест се работи. За ненадејна смрт кај деца. Тоа е. Значи, ние... Меѓутоа, знаете, тоа е работа која што не е јасна, затоа што и во самото име, да речеме, sudden unexplained infant death, SIDS, нагла необјаснета смрт, го кажува самото име дека околностите се необјаснети. Ние не знаеме се во генетиката, ние имаме, во секој од нас имаме 20.000 гени во нашиот геном, 20.000 книги кои што кажуваат нешто како да се направи и како да работи. Можеби знаеме за 10-12.000, за останатите не знаеме. И за тие за кои што знаеме, за некои знаеме многу. Ама за некои знаеме многу малку. Знаете, имаме гени, еве спомнувавме српеста, анемијата, ласемија, така натаму, за кои што знаеме неколку децении наназад, за кои што има илјадници пациенти кои што ни се релативно појасни работите. Меѓутоа има болести од кои што има 5, 10, 15, 100 случаи до сега. Не можеме да сме сигурни баш точно што се тој даден ген, да речеме, може да направи и како може да се манифестира. Но суштината на овој проблем е во тоа што смртта по некој пат се јавува како прв и единствен симптом на болеста. Нема предходни. Да. Знаете, ние секојдневно и во наша... А може ли да се открие нешто испитувајќи го геномот? Па се разбира, тоа е всушност и најчесто единствениот начин кога за жал во едно семејство ќе се случи необјаснета смрт, особено кај младо дете. Ние во нашава средина слушаме од време на време на вести во весници, по социјалните мрежи. Мислам, последен беше случајот на едно дете во Гостивар, што мислам баш на фудбалска или некаков надпревар починува одеднаш и нејасно. Ние го немаме, мислам, не само во нашава земја, и во други земји, го немаме рефлексот да речам веднаш да се помисли, јас по некој пат се обидувам да стапам во контакт, меѓутоа знаете, тоа е многу сложено, затоа што и семејството е во специфична психосоцијална состојба и така натаму, и сега ова дополнително
Меѓутоа, да, во здравствениот систем се обидуваме да подучуваме дека постојат вакви состојби кои што се предизвикани од генетска болест, како што да речеме Ангелина Жоли наследила ген кој што направил канцер и еве во семејството и сега можеме за нејзиното здравје да се грижиме, така и кај овие работи кои што се воглавно поврзани со работата на срцето, со електричната работа на срцето, ако се наследи таква генетска промена, тогаш ризикот да се случи такво нешто е поголем. Не значи сигурно дека ќе се случи, меѓутоа има шанса, така што ако во едно семејство се случи нешто такво, сме тестирале, сме ја нашле генетската причина, тогаш можеме да тестираме други членови на семејството, роднини, кои што имаат, во зависност од тоа колку блиску се до пациентот, може да имаат различен ризик, исто така да ја имаат генетската промена. Пак и тие кај кои што таа генетска промена ќе се најде, мислам се разбира со сензитивно и продолжено генетско советување и разговори и така натаму, се наоѓаат точните начини како да се управува со ризикот, например да се вгради пейсмейкер или така нешто. Да речеме луѓето, ако се во помлада возраст, тоа е информација која што по некој пат им го определува животниот професионалниот пат. Знаете, ако планирале да бидат пилот, веројатно нема тоа да биде можно. Ако планирале да бидат олимписки атлет, исто така, ме разбирате. Така што ова е подрачје кое што еволуира, кое што се развива, не се ова стандардни пракси. Ние сакаме, меѓутоа, знаете, не живееме во идеален свет. Генетиката е релативно нова, млада гранка, постојано учиме, но ова е едно поле, како и канцерот, каде што вистина има смисол, да кажам, да се вложи малку поголем напор. И само ако ми дозволите, фактот дека наследните канцер синдроми и овие срцеви болести кои што потенцијално се фатални, а кои што имаат генетска основа, се всушност преточени и во актуелните препораки, например на меѓународните здруженија кои што препорачуваат на кој начин треба да се соопштуваат резултатите кога се секвенционира, например, целиот екзом или целиот геном. Тоа значи ние тестираме, например, некој човек заради некоја неповрзана работа, да кажеме заради некаква анемија или интелектуална попреченост или нешто слично, меѓутоа наместо да тестираме некој еден определен ген, го тестираме целиот геном, значи ги читаме сите гени. Има препораки од овие здруженија дека воколку во оваа листа гени кои што се поврзани со срцевите болести или со наследен канцер се најде нешто, тоа треба да се најде во резултатот, бидејќи да се соопшти на семејството, бидејќи има мерки со кои што може всушност да се спаси живот на повеќе од еден човек. Се вративте пред неколку години од Австралија, поточно од Австралија во Њујорк, во Скопје. Колку имате можности да реализирате истражувања? Да. Видете, нештото кои што, знаете, мислам човек вака расте и достигнува определена возраст и хронолошки, да речем, академски, односно професионално, некоја филозофска фаза од животот, која што јас сакам да мислам дека сум од прилика во таа, во која што, знаете, сакам повеќе да дадам и да помогнам, отколку да речам нешто дека барам околности или ситуации и така натаму во животот. Така што тоа ми беше идејата. Она што ме интересира особено не е веќе толку всушност сврзано со лабораториска работа, со некакви истражувања од тој вид, бидејќи денес знаете, да се тестира генетски е многу едноставно, мислам, вие можете многу лесно да испратите некаде во свет, да добиете секвенции, да речем да ги анализирате, така да во тој поглед не сме зависни толку од локалната инфраструктура, да кажеме што има, што нема, иако што и во нашава лабораторија во Ману има многу можности, мислам, да речем за диагностика, како речиси како во светот. Така што, но она мене особено што ме интересира сега е генетското советување, тоа е психосоцијалниот контекст и импакт што го има генетскиот резултат и генетското тестирање во семејството, како да се искористи тоа за да се добие максимална корист од наученото. Бидејќи ние и во нашата земја, но гледам и во регионот, ние немаме проблеми со тестирање. Ние имаме овдека тестови, неретко луѓето и два пати истиот тест име направен што кошта неколку илјади евра, да кажеме. Ме разбирате? Меѓутоа тука застанува приказната, бидејќи традиционално во нашава средина е сватено дека генетиката застанува тука со резултатот со хартијата. А вистината е всушност дека генетиката, така јас како што ја разбирам и како што ја практикувам, тука всушност почнува.
Така што знаете, резултати има многу, луѓе има секаде, и кај американците, и кај австралијанците, и кај македонците, тие се околностите, тие се проблемите во семејството, тие се проблемите на човекот, например, кој што е исправен. Еве да речеме Ангелина Жоли е донела својата одлука, се тестирала, е позитивна. Ангелина има, да речеме, сестра или брат, не знам. Сега тие имаат една од две шанси, исто така да се носители. Сакам ли јас да знам или не? Луѓето ќе паднат во една од двете категории. Некои сакаат, некои не сакаат. Ете, тие се тие работи, да кажам, кои што во овој момент, да кажам, во оваа фаза од мојот професионален живот ме интересираат, а за тоа нешто, мислам, не е важно каде на планетава човекот се наоѓа. Во оваа возраст имам и некои патриотски, да кажам така, чувства, да кажам, и сум сакал да си живеам повторно во својата земја и еве да се обидам да дадам некаков допринос, се разбира во колку системот дозволи. Благодарам за разговорот, сигурно имаме уште многу теми, но во друга прилика. Вие слушајте, не следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. До слушање од мене Сања Васич и продуцентот Дејан Балаловски.